Татјана Димитровска, поранишната прва антикорупционерка, се враќа на старото работно место во Државниот завод за ревизија кој беше во мирување. Таа повторно ќе биде помошник на главниот државен ревизор, потврдија за Телмо од институцијата. Ова следи откако Димитровска во петокот поднесе оставка како председател на ДКСК, а денеска и било одјавено од нивниот систем. Од ДКСК потврдија дека Димитровска официјално веќе не е вработена кај нив, но таа ќе биде само неколку часа без работа, бидејќи веднаш испратила барање до Државниот завод за ревизија да се врати во добро познатата фотелја. Димитровска се откажа од функцијата во ДКСК по поднесувањето на обвинението за одавање службена тајна на обвинет во случајот адетив и компјутерски фалсификат. А во понеделникот барањето за раздвојување на постапката нејзиниот адвокат Владимир Туфекџич го испратил до адресата на кривичниот суд. Туфекџич за Телма вели дека во барањето е наведено како оправдана причина целесообразност, економичност и ефикасност на постапката, особено што дејствијата немаат никаква поврзаност со суштината на кривичниот предмет адетив. Туфекџич се повикува на членот 29 од Законот за кривична постапка кој предвидува дека судот кој што е надлежен може од важни причини или од причини на целесообразност или во случај на признавање вина да одложи постапката да се раздвои, посебно да се доврши или да му се предаде на друг надлежен суд. Но обвинителството по поднесувањето на обвинението му предложи на кривичниот суд да го спои предметот против Димитровска и уште тројца други со предметот адетив. Во членот 28 од истиот закон, пак за спојување на постапка е наведена дека ако истото лице е обвинето за повеќе кривични дела, надлежен е оној суд кој по барање од овластениот тужител прв ја започнал постапката. За соизвршителите по правило е надлежен судот, кој како надлежен за еден од нив прв ја започнал постапката. Доколку се раздвои постапката, ќе се промени надлежноста, односно од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, случајот ќе се даде во рацете на Скопското обвинителство. Тоа значи дека обвинителите кои од почетокот ја водеа истрагата и сега судскиот процес, Наташа Поптрајкова и Фатона Зизи, повеќе нема да може да постапуваат. А истрагата против Димитровска беше отворена во април како резултат на проверката на телефонот на екс-директорот на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ, кој е обвинет во рамки на адетив. Димитровска е обвинета дека му одавала службена тајна на Стојановиќ. Раздвојување на постапката побарала и одбраната на обвинетиот ревизор Миле Столевски, кој се гони дека во име на Димитровска и го положил тестот за сертификат државна тајна.